Продолжуваме понатаму со останатите содржини, а време е да се преселиме малку и надвор од Битола, односно да видиме што е актуелно денеска во Прилеп. Со несмален интензитет продолжува изградбата на нови градски површини токму во Прилеп. Во последните неколку години градот доби повеќе од 250.000 метри квадратни зелени површини, чија изградба заедно со бушењето на бунарите за нивно наводнување чини повеќе од 80 милиони денари. Архитекти одржувач на овие парковски површини е јавното комунално предпријатие Комуналец од Прилеп. Паркот Точила 2, неговата изградба е при крај. На какава површина се простира, кога ќе биде завршена и инвестицијата какава беше? Значи, моментално јавното комунално предпријатие Комуналец работи на две парковски поголеми површини. Тоа е во населбата Точила на површина од 10.000 метри квадратни и уште една екипа работи во населбата Бончејца со површина од 8.000 метри квадратни. Планираме значи до крајот на летото Точила 2 да биде завршена, а Бончејца некаде ќе се работи во текот на целата година. Значи таму имаме покрај зелени парковски површини изградба на поголеми делови со бекатон патеки, бекатон одморалишта. Исто и овде и таму, значи ги запазуваме оние стандардни елементи со детски игралишта. Точила 1, значи работена комплетно со се спортските отворени игралишта, така да после овие две поголеми инвестиции ќе ни остане Точила 3 со површина од 10.000 метри квадратни и населбата Џокдере. Тие се поголеми планирани површини. Моментално се работи и во две населени места, значи во населеното место Лагово и во населеното место Беровци, каде исто така се планирани парковски површини. Практично со овие инвестиции на ЈКП Комуналец нема стамбено деловен комплекс во Прилеп, каде што нема уредена парковска површина. Па јавното комунално предпријатие Комуналец од 2007 година до сега, заедно значи со локалната самоуправа, имаат изградено околу 250.000 метри квадратни нови зелени површини со сите придружни елементи кои што ги гледате. Меѓутоа интересно е тоа што предуслов за секоја парковска површина мора да имате спроведено и технолошка вода. Имаме ископано околу 28 или 29 бунари, не ме држете за збор точно, со вкупна издашност од 150 литри вода во секунда, што моментално ги задоволува значи потребите за наводнување. Тука ја вклучуваме инсталираната водоводна мрежа, значи сите паркови од сите бунари се поврзани една со друга за да може овие зелени површини да се одржуваат. Она што е интересно, значи можете да изградите парковска површина, потешкиот дел или поскапиот дел е неговото одржување. Јавното комунално предпријатие Комуналец токму е насочено на тој дел, значи парковските површини да останат зелени, да се одржуваат, значи сите патеки со секојдневно метење, посебно се обрнува внимание и на детските игралишта и спортските терени. Значи ние имаме една и поголема површина на паркот на Могилата, каде што се застапени многу содржини во еден парк. Која спомнавте Могилата, таму само 20.000 метри квадратни е Могилата како парковска површина. Вкупно Прилеп мислам дека на ниво на држава е еден од градовите што има најголем број на парковски зелени површини. Колкава е изнесува таа бројка, колкава е таа бројка и колкава е вкупната инвестиција за сите овие изминати години? Само нови, значи ако сметаме само нови парковски површини, околу 230.000 метри квадратни се нови парковски површини изградени во периодот од 2007 година до 2016 ова година, значи годинешнава. Рековте дека нареден парк што ќе се гради е Точила 3, дали би се градели помали паркчиња во помалите населби во Прилеп, исто така и во населените места кои што гравитираат на територијата на општина Прилеп? Имаме изградено 63 малски паркови со површина значи измеѓу 500.000 метри квадратни. Ако тука земеме просек, тие се некаде околу 45.000 метри квадратни. Значи она што е планирано се неколку локации во градов и неколку локации во населените места. Значи тие делови ни се многу помалку во однос на периодот кој што беше
многу интензивен за работа, значи тие малски паркови најмногу добија на значење меѓу 2009 и 2011 година, каде што во 2 години се изградија околу 40 малски паркови, од кои јас сметам дека граѓаните на Прилеп се најзадоволни, затоа што им се во нивното мало. Значи тука имаат и зелена површина, и клупи за одмор, и детски игралишта. Таму каде што има потреба градиме, значи и паркинг простор за населението, за да не си сметаат, значи нити парковската површина, нити оние кои што се со возила. Ние сме задоволни, значи, од граѓаните на Прилеп, колку кога ќе се урбанизира една површина, тие самите внимаваат на таа зелена површина. Значи, кога гледаат тие на одредено место дека има ѓубре, тие оставаат нормално ѓубре. Меѓутоа, вака кога е озеленето, кога е убаво, кога е урбанизирано, самите граѓани внимаваат. Имаме и доста, значи, повици каде што ни кажуваат, таму имате тоа, има паднато клупа, оштетено е тоа. Макар да ние секојдневно сме на терен, имаме истурени екипи во целиот град, работат околу 10 истурени екипи, некаде со околу по 10 работници во тие единици. Меѓутоа, граѓаните, верувајте, доста се заинтересирани за овие површини. Имаме дури и секојдневни барања, значи секој во нивното мало си бара нешто да се сработи од типот на оваа изведба.